ВМРО-ДПМН е под мотото единствени денеска прославува 27 години од формирањето на политичката партија, како и 124 години од основањето на ВМРО. Во рамките на одбележувањето на роденденот, меѓу бројните активности се одржа и панел дискусија на тема единствени кои реализираат проекти во инфраструктурата. На панел дискусијата говореше поранешниот министер за транспорт и врски Владо Мисајловски, кој меѓу другото истакна дека владата на ВМРО-ДПМН во изминатиот период работеше на многу инфраструктурни проекти кои се за сите граѓани, кој додаде дека кој да дојде на позиција мора да ги продолжи сите проекти. Меѓу реализираните проекти освен автопатиштата, како што посочи Мисајловски, се изградија и се градат експресни патишта. Беа набавени 6 нови возови, се чекаат нови локомотиви, се реконструираа железничките станици, а беше изграден и новиот автопат. За планот на новата влада да изгради 500 километри автопат, според него е несериозна најава бидејќи за тоа треба многу време и посветеност да се реализира. ВМРО-ДПМН започна со изградба на 3 автопати. Можеме да видиме на терен дека се работи на секаде. Се работи од Имиркапија до Смоквица, еден исклучително квалитетен проект кој се очекува да биде завршен наскоро. И сите граѓани може да видат што значи во времето на ВМРО-ДПМН да се градат автопатишта, експресни патишта и слично. За кратко време секој ќе може да се движи по тој автопат и ќе се види онаа реална слика што постојано ја зборевме. Исто така се работи уште еден автопат, тој од Миладиновци до Штип или Скопје-Штип, кој веќе очекувам дека следната година комплетно ќе биде завршен. Очекувам и до крајот на годината, но да видиме како ќе се одвиваат сите работи. Исто така се работи и на уште еден огромен автопат, најголемата капитална инвестиција во Република Македонија, тоа е од Охрид до Кичево. Инвестиција околу 400 милиони евра, еден од најкрупните проекти. На панел дискусијата говореше и директорот на Агенцијата за катастар Славче Трпевски, кој истакна дека за 10 години се направени многу реформи во катастарот. Меѓу реализираните проекти кои тој ги наброја беше воведувањето на катастар на целата територија на државата, електронскиот катастар, дигитализацијата и регистар на цени и недвижности. Потсети дека во времето на СДСМ 56% од територијата на земјата немала катастар, имало само еден шалтер. Клучно за развојот на катастарот секако беше воведувањето на електронскиот катастар. Во 2010-та го воведовме во Скопје, а потоа, заклучно со 2012 година, го воспоставивме на целата територија на Република Македонија. Воведувањето на електронскиот катастар овозможи многу бенефити за многу категории на граѓани, но и за самиот бизнис. Ако порано требаше имате лист, пример имате куќа во Охрид и треба таму да извадите, ви треба имате лист, а живеете во Скопје, беше неопходно да дојдете во Охрид 150 километри за да извадите имате лист. Денеска тоа може да го направите од било кој дел во Република Македонија, но може да го направите и било кој дел во светот. Меѓу учесниците на панел дискусијата беше и градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски, кој истакна дека ВМРО-ДПМН е единствена партија која гради и реализира проекти и го остварува она што го ветува. Се осврна на низа проекти кои што се реализирани во изминатите десетина години кои што видно го изменија градот. Градоначалникот на Велес пак Славче Чадиев истакна дека во неговиот мандат тој реализирал 97% од најавените проекти. Велес од град со 17.000 невработени стана општина со најмала невработеност во државата. Потенцираше дека реализирани се 384 проекти, изградени се 40 километри водовод, изградени и реконструирани се 132 километри улици и сето тоа во интерес на подобрување на стандардот на граѓаните.